зборот за подобар и поквалитетен живот во општина Кавадарци, тука јавното претпријатие Комуналец, кое се грижи речиси за се околу домаќинствата, кога станува збор околината, кога станува збор водата, кога станува збор за канализацијата. Затоа ги повикавме нашите гости, а тоа се Петар Камчевски, раководител на секторот за водовод и канализација, и Александар Филипов, раководител на оделот за изнес на смет. Вие слободно можете да ни се јавувате на 043 402 66 и да поставите можеби некое прашање што вас ве мачи, па да добиете одговор од нашите соговорници кои денеска ќе ни кажат што работат во овие два сектори и до каде се работите. Добре ни дојдовте во утро. Добро утро. Добро утро вам и на сите граѓани кои што не гледаат во град Кавадарци. И пошироко. И пошироко, да. Така. Ви благодарам што се одзвасте на поканата, заради тоа што сакав одблиску да ги запознаеме нашите гледачи со што во моментов работите, меѓутоа да направиме една ретроспектива за претходните неколку месеци што се направи во делот на водовод и канализација во општина Кавадарци. Па вака, јас сум веќе скоро без малку 30 години во јавното претпријатие Комуналец и сакам да кажам дека сум горд што работам во вакво претпријатие кое што има подев на подобрување во неговата работа, во усовршување негово, во подобрување на услугите спрема граѓаните, и тоа е една гордост како за нас вработени, мислам дека тој благодет го осеќаат и граѓаните. Сега во кој дел во сета таа работа? Битно е, значи, мојот сектор да имаат редовно водоснабдување 24 часа, редовно санирање на дефектите на водоводната, фекалната и атмосферската линија, да се извршува реконструкција, значи да се запазуваат оние критичните делови каде треба, да се заменуваат благовремено линиите од сите три бранши, така да мислам дека кога тоа се запазува и кога има соработка помеѓу, бидејќи сепак нас не основач локалната самоуправа како јавно комунално предпријатие, и кога има соработка со локалната самоуправа и нашите менаџери таму во јавното предпријатие, уклучувајќи се и ние во таа дејност, тогаш не изостануваат и кога се слушаат сугестиите од граѓаните. Значи и тогаш имаме полн погодок во решавање и правилно насочување на парите од граѓаните, повторно враќање во нивна функција, односно подобрување на услугите кои што ние како јавно предпријатие сме задолжени да им ги дадеме. Значи, конкретно мојата работна единица да има редовно 24 часовно водоснабдување, канализација, атмосферска, санирање на дефекти и така. Иначе, нашата работна единица, можам да се кажам дека имаме 85% извршено реконструкција на водоводната линија, која што ретко кој комунално предпријатие може да се пофали. Имаме зонирање на градот, значи изедначување на притисоците во мрежата, значи избалансиран притисок, порано имаше, не знам, долните делови имаат вода, горните немаат вода. Тоа е една работа. Сега веќе одиме на можеби за другите градови дури да доаѓа како луксус, меѓутоа ние доаѓаме во реконструкција на фекална канализација, издвојување на фекално до атмосферска, и сега ова што е како битно? Многу битно во однос на другите комунални предпријатија е луксус. Значи многу градови немаат финансии, ни па стратегија, ни менеџерски тимови, у смисол пред се треба прво да ти е решено водоснабдувањето. Значи да имаш 24 часовно водоснабдување. А ние веќе, пример, конкретно оваа година, вршиме, пример, моментално се извршуваат активности во село Бегниште, вршиме замена на колекторски систем негде на околу 700 метри. Вршиме работа моментално во Возарци. Па од утре почињеме во колектор, ќе правиме во Бохола. Значи ние и во руралните подрачја веќе имаме активности и финансираме, и тоа финансираме со наши средства, со наши луѓе, со наши вработени, и мислам дека тоа е еден благодет кој што ретко кое комунално предпријатие на ниво на Македонија може да се пофали, бидејќи јас сум еден од постарите. Иначе ние вршиме услуга скоро на 40.000 граѓани и 10 села. Ние одржаваме систем горе Лукар, каде што е горе во Кожув планина, 40 км доводна мрежа, хлораторна станица, 2 градски резервоари и селата сите околу Кавадарци, 10 села во општината кои што ги држи. Оваа година имаме, мислам и прошлата година, со завршување на КВ проектот, кој што може да го видат граѓаните,
сега ги одржуваме водоводна линија, доведовме до градска депонија негде на 700-800 метра, кој што депонијата немала вода, пример во пожар, такви работи. Па доведовме водоводна линија за игралиште Дреново, исто 700-800 метри, за игралиште во Глишич. Доведовме една купа активности, сами си правиме колектори, сами си правиме реконструкции, динамика, имаме 5 градежни машини секој дневно ни се активни, меѓутоа што е убавино, со наши средства, со наши луѓе, со наши вработени, ни сами си ги санираме дефектите, си крпиме прокопи, одржаваме решетките за чистење во градот, тукасна и кога има поплави, тукасна и кога е жешко да има обезбедиме редовно водоснабдување на граѓаните, така да во кратки црти мислам дека спрема барањето на граѓаните ние ги оправдуваме нашите работни места и нивните средства кои што тие ги плаќаат на белешките. Така. Што најчесто, кажавте неколку пати дека ги слушате граѓаните и дека тоа што имаат потреба го обавувате. На што најчесто се жалат граѓаните? Па вака, порано беше проблем број 1 водоснабдувањето. И со водоснабдувањето на било кој град и на било кое населено место не се решава преку ноќ. Значи тоа е комплексна работа, требаат големи суми на пари, треба добар тим. Значи, пак само ќе нагласам дека било кој, јас 100 пати сум го кажал и во кога одиме по овие АТКОМ, тоа е Асоциација на даватели на комунални услуги на ниво на Македонија, здружение, нашите комунални предпријатија имат направено здружение и сите, како, знаеш, сите немаат исти средства, исти финанси, али најмногу страдаат со кадрот. Сакам да ги апелирам и било и една благодарност кога имаш ти добар стручник, добар кадар, да ги задржуваат луѓето, да ги почитуваат и да ги ценат и да си ги чуваат. Затоа што јас, например, како раководител, кога ќе видам дека имам добар машинист, добар водоинсталатор, добар работник, јас се трудам на секој начин тие човек или тој работник да го имам како тука, бидејќи јас со него правам реализацијата, јас со него ги решавам проблемите на терен. Значи така. Со неквалитетен не можеш да решиш, имаш неквалитетна услуга и тогаш се тие реакции на граѓаните. Значи една од многу битните работи треба да имаш квалитетен тим. Значи пред тоа например можеби немало луѓе со високо образование, можеби со искуство немале. Меѓутоа сега дојде ситуација да на овој начин се постигне еден квалитет или стандард кој што мислам дека го осеќаат веќе и самите граѓани, значи со инвестиции, благовремено, со работка. Значи од кој аспект? Направен е кол центар, направен е мој општинар, има соработка со нашиот менаџерски тим, значи со директорите, со градоначалникот, со локалната самоуправа, со советниците. Значи тоа е еден комплетен тим. Порано можеби немало соработка, овие биле од оваа партија, овие од оваа партија. Па не знам, тука многу малку имаше проблем во делот на реализација. Граѓаните на крај крајева бараат услуга. Нив не ги интересира кој од кој каде што е. Он треба да има вода. Него треба канализацијата да му функционира. Патот да му е направен, дупките да му се направени. Значи, тоа е убавината на сета оваа работа. И кога таа карика е врзана и направена како што треба, сега во овој момент сакам да кажам, и мене ми е мило, значи со ваков тим, значи ние веќе реагираме до една ситуација, шахта малку тропи и ние одма одиме. Значи, ваа решетка не би опорно, водоснабдување не можеле да решиме, немало пари за делови, немало луѓе, немало машини, сега имаме и наши машини, имаме 6 машини, имаме 6 скипови, секој дневно се на терен. Моментално имаме објекти кои што работиме нон-стоп, значи нон-стоп и преку кол центарот имаме сервис 24 часа пријавене и ние по дојава или по кајнец кога пријавуваат граѓаните преку сила 24 часа. Можеби некојаш, можеби од технички причини, можеби не можеме да одговориме, меѓутоа се надеваме дека оправдуваме целта на нашите работни места и на нивните средства кои што тие ги одделуваат од нивниот скромен буџет. Така е. Спомнавте дека извесен период и се зборува и меѓу граѓаните дека се прават значи напори за да има убава инфраструктура во делот на водовод и канализација не само во градското подружје, туку и во руралните средини. Како реагираат граѓаните кои живеат таму? Тоа е толку
мило, толку е добро, толку е убаво, значи комплет за цел тим, пак ќе кажам. Значи сам како единка нема резултати. Значи тимот е почнувајќи од основачот, од локална самоуправа, целиот тим до ние како раководители заедно со работниците. Значи таа цела карика или цела лепеза на работници, значи ни самиот шеф не може да изврши, ни самиот градоначалник може да направи реализација. Мислам, кога е направен тимот како што треба, кога секој се знае својата задача, својата обврска, својата одговорност, тогаш нема проблем. И треба да се испада на терен. Значи нашите работи нема или така, или има вода или нема вода, или е направено или не. И реакциите, сакам да кажам, значи бегниште сега да работиме тамо во многу неприступачен терен. Не можеле да помислат они дека ќе имат колектор. И дошол сега луѓето од комуналец, значи се жртвуваат, значи и локалната самоуправа му го станала нивниот проблем, нашиот менаџерски тим ги ставил у програмата и ние вршиме 800 метра да изврши со собствени средства реконструкција на колектор, не е мала работа. Возарци исто така, како рурално подрачје. Сега се спрема до пред 2 години вода нема на Дабниште, ние сега веќе локална самоуправа спрема дека ќе направи и за нив канализација, значи тие немаат водоснабдување од природни тоа и ќе одиме сега на реконструкција, значи за терените, спортските терени, нема никакво вода, дреново, значи игралишто, например, ние доведиме 800 метра вода. Сега тие терени, значи се воде ЕСП и за помалите населени места да ги уживаат бенефитите што ги уживаат и граѓаните во градот. Сепак тие се наши корисници, наши граѓани. Значи во тој дел сакам да кажам изводи за нови зелени површини, пример бевме на Гоце Делчев, сите овие булевари, тоа е нашата работна единица, значи вадење изводи навремено зелените површини и тогаш си како комплетен, како тим, како јавно предпријатие кој што мислам дека и граѓаните нивните реакции би требало да бидат можеби некогаш од оправдани или неоправдани причини, може да се задоцни и самокритични, можеби да има технички проблеми некогаш од оправдани или неоправдани, меѓутоа мислам дека како мине времето, се повеќе сме поусовршени, поефикасни, попрактични и мислам дека тие таквите некои проблеми што можеби некогаш ги иритираат и има и можеби и стално ќе имат некогаш незадоволни граѓани. Сепак 40 до 47.000 жители се населените места. Значи можеби да се деси. Меѓутоа се надеваме да ги немаме или да бидат многу мал број. Ние ги прифаќаме и критиките и сугестиите, сепак нашите работни места се такви. Ние сме во функција на нив. Така е, во сервис на народот. Сервис. Летово сега очекуваме, нели, повисоки температури, зелени површини има во градот, вода ќе има секако. Како е испланирано наводнувањето на зелените површини? Некој апел да дадете до граѓаните околу делот на водата? Ние како јавно предпријатие комуналец, значи заедно со пак можеби цело време го спомнуваме локална самоуправа, али тоа е еден тим, сепак значи обратено е вниманието значи на водоснабдување, дури може самите и преку вас медиумите самите граѓани. Пример, ние обезбедивме вода скоро 2 години на населба Брушени, кои што тие можеа само да сонува дека ќе имат вода од Лукар. Значи вода доведена скоро 40-50 километри доведена и да се имаш ти во населбата, сепак тоа се викенд населби. Значи да обезбедиш, значи ти имаш вода за градот и за викенд населбите. Викенд населбите може да има, може и да нема. Треба пред се тој е проектиран систем за да има вода во градот. Значи ние инвестиравме таму, имаме над 700 приклучоци, ги направивме со наши средства, наши искупи, наши луѓе, наши машини. Доведовме сега 800 метра за населба Моклиште вода, например, и канализација таму до 12 другари и мислам натки ќе се продолжи. И за таквите населби водиме ЕСАП да бидат и тие со сите овие услуги да го осетат благодетот. Водоснабдувањето, мислам дека и оваа година, покрај овие зелените површини, дека ќе имаме редовно водоснабдување на граѓаните, мрежата е во добра состојба, реконструирано е се комплет, изворите се во добра состојба, хидролошки е добро и мислам дека ќе немаме никакви
проблеми во редовното водоснабдување на граѓаните. Многу битна работа е дека ние имаме ИСКАДА систем. Направено е тоа зонирање, значи зонирањето значи изедначување на притискот. Кога цело време исти притискот не варира, тогаш не се ствараат и дефекти. Што има дефект, ние правиме трошок. Кога испаѓат, ние сте мислам една работна единица, ако не испаднеме на терен, снечар, значи не правиш трошок, не уништуваш инфраструктура, асфалт, делови не трошиш, машина не испаѓа и така. Значи, али правењето на дефектите е намалено на многу малку и водоснабдување ретко кој може да се пожале, мислам, дека нема вода. Значи, благодетот е 24 часовно водоснабдување. И се трудиме, и ќе се трудиме да тоа така остане и во наредниот период и нема причина да не биде така. Мислам, сегашните сознания, сегашната состојба укажуваат дека и ова 2024 година ќе бидат како што треба. Да, и дека ќе има вода, меѓутоа апели до граѓаните дека водата во секој случај треба и рационално да се користи. Во тој дел сега сакам само да апелирам, сепак ние сервисираме и даваме услуга на санитарна вода. Санитарната вода пред се користи за санитарни потреби на граѓаните и системот Лукар е така димензиониран да ги задоволува санитарните потреби на граѓаните. Додека овие другите потреби се добро, точно е дека ние сме земјоделски крај. Точно е дека животот стана малку поскап, дека луѓето имат потреба да насадат бавчи, да имат свој и ги полеваат меѓутоа, ако ги полеваат тие површини ќе немаат вода за водоснабдување. И сами нека да си направат споредба што им е побитно во тој дел. Иначе ние финансиравме, ние сме едини град, мислам дека во околијата, имаме направено бунар, значи исто со наша инвестиција, со наши средства, 15 литри вода издашност, да перењето на улиците се врши со вода, бунарска вода, технолошка вода и сите земјоделци, сепак ние земјоделски град, каде што најмногу прскалиците, 400 литри прскалица, што може да напрска 4 декари, а ние немаме 4 декари, него имаме хектари и хектари површини, слободно секој не му се наплаче таа вода, значи тоа е кај новата болница, го знаат тие бунарите каде се, не се заградени, 24 часа се пристапни и може да си полнат вода, значи нон-стоп, тоа е еден благодет, ки што може и да си заштедат. Иначе таа вода он треба да напълна од неговата чешма. Некои луѓе имат по 10, по 15, по 150 декари и трошат многу голема количина на санитарна вода за прскање на лозовите наси. Тоа е еден благодет кој што му го возможи јавно предпријатие Комуналец и локална самоуправа, што значи ги се огледал каде се јавува тесна грла и ние не трошиме, значи за пожарни, за сами гледате како се врши скоро секој ден перење на улиците. Улиците сега ги си ги периме со технолошка вода. Тоа е еден преубав благодет за градот. Дали може би се размислува баш тие бунари, таа технолошка вода што ја кажувате, да може би се стави таму прочистителна станица па да се употребува во краен случај за пиење доколку не де Боже има потреба? Се размислувало ли на таква солуција? За сега ние моментално немаме уште таква криза, меѓутоа таа е добра вода, значи само треба да се стават филтри, хлораторна станица и нема да има никаков проблем. Дори ние сега помалите места, например Чесендре, Фариш, Раец, Куманичево, локално самоуправа јавно предпријатие Комуналец, бидејќи они тие населби, мислам села, зимаат од нивни каптажи, посебни извори, си зимаат од системот Лукар, него се во посебна каптажа. И за 2024 година си ги зимаме обврските да веќе се купени резервоарите, да им поставиме резервоари, значи они имат нивни така резервоари направени од времето. Стари резервоари бетонски, руинирани или кој како се снашол, цевководот не му го одржава никој не му одговара за квалитетот на бактериолошката исправност на водата, за санитарната исправност на водата. А сега во овој случај ќе се постават резервоари, ќе се постават хлорни станици спрема капацитетот на количините на водата и тогаш јавно предпријатие ќе му постави водомери и ќе си одговара за исправноста на водата. И тогаш ќе дојде и до штедење и за чувување на нивното здравје. Сепак они пијат под знак прашалник колку исправна вода. Да, изворот е добар, ладна е водата, ама не е
не е мерило ладноста не е вода испитана. за исправност. Да, не е испитана колку е исправно. Квалитетот добар или дали има можеби не дај Боже загаденост во самата Значи, вода. голема лепеза, голем диапазон. Значи гледате, водиме евиденција за резервари, водиме, го одржаваме село Дреново, село Возарци, Бегниште, Ресава ќе правиме, Ресава сега нема канализација, ние и за Ресава ќе правиме канализација. Значи има канализација, меѓутоа како колектор ќе правиме. Ние правиме муабет за селски населби за колектори. Тоа е поидовна именка за многу населени места во наредните 5 до 10 години. Значи, тоа е една предност, издвојување на фекалната од атмосферската канализација, бидејќи што се случува многу пати, кога ќе заврне само ме поплавува. Да, објаснете го вака подетално што значи тоа издвојување за да може гледачите да го разберат. Издвојување, значи фекалната е само да ги канализација димензионирана, да ги прима количините на водите и фекалиите од санитарните чворови на граѓаните. А атмосферската е да ги прима атмосферските води од врнежи, од перење по дворни места, така и по улиците, тротоарите и така. И меѓутоа, кога се градел градот и системот, оти се пак ќе кажам, приоритет се давал на водоснабдувањето, да се обезбеде редовно водоснабдување, 24 часовно, и се правеле тогаш само фекални. И можеби и немало и тогаш и пари, не е битно. Сега дојде време да вршиме одделување се зголемија бројот на жители, потребите, помодерниот живот веќе бара одделување, и сега они кога е суво времето и викат мене не ме поплавува. Кога ќе заврне мене само ме поплавува. Арнама на сите кровните површини, дворните места, сливниците, буките, буките му се уклучени у фекалното. И затоа ни тогаш ги поплавува. И сега ни, они ви комуналец, мене ме поплавува вам нао. Тие диаметар е димензионирана таа канализационна цевка да ги приме само тие води. И сега ние затоа вршиме одделување, кога ќе биде одделена, кога они буките и нивните дворни места, бетонскиот дел, ќе си го насочат тие води, површински води во атмосферската, ќе направат решетка, ќе одделување, тогаш нема да има проблем никаков. Ни они ќе имаат штета и ни нема да има потреба одреди. Тоа е бенефитот на таа работа. И со овој сега од КФВ банката проектот што беше прошла година што заврши, бенефит во централното градско подрачје на 7 локалитети, почнувајќи од 7 септември, Митковиќ Василев, Вишешница горе, во Марена, Глишич, Ваташа, значи се направи одделување на фекал од атмосферски и поставување на нови линии, бидејќи тоа беа бетонски цевки, кратки цевки. Секој спој беше потенцијал за дефект. Па многу лесно се влева кореневиот систем од растенијата во нивниот спој, жилите, и тогаш веќе и нам не е тешко да извршиме интервенција, односно отпушување. Отпушување често. Да. И сега кога веќе се сменато и пластичните цевки, поинаков му е спојот на тие 6 метровни се, рапавоста внатре мазни се, и многу е по-добро. Само што се јавува еден технички проблем, бидејќи сте во емисија живо, во делот на канализационите линии, да апелирам, ни дури некогаш вршиме повеќе интервенции дневно на отпушување на канализациони линии во однос на санирање на дефекти. Од кој аспект? Бидејќи влажните марамчиња ги стават уместо да ги тргаат, и влажното марамче нема капацитет таа вода од казанчето да однесе до реципиентот. И ќе помине водата и доаѓа до запушување, едно друго се натрупуваат, и нарошно во колективните згради тоа се дешава по вертикалите по тие, и вршиме интервенција, и не убави се тие моменти. Ние нашите луѓе кои работат, гледките се неубави, ги гледат и апелираме, меѓутоа не гледам подобрување. Затоа можеби и сега да искористам емисија во живо, барем тие што не гледат сега во моментот да апелираме како проблем и за нив и за нас. Да, и потенцијална опасност е да се само треба такво нешто. Една малку поголема култура да се покаже, и ништо друго. И нема да имат и они проблеми, и ние нема да имаме проблеми. Така. Добро, значи обширно опфативме, а сега ќе го запрашаме господинот Александар Филипов, кој е раководител на секторот за изнес на смет. Околу неговиот сектор, еве спомнавме дека треба граѓаните малце повеќе да внимаваат околу хигиената во домот, да не фрлаат влажни марамчиња во санитарните јазли, меѓутоа тоа се случува и на терен. Точно е. Првен добро утро и од мене.
до вашите гледачи. Добро утро. Ви благодариме на поканата, што не возможите да се доближиме до граѓаните, да кажеме што се јавното предпријатие Комуналец работи, со што се соочуваме, како се бориме за подобрување на нашата хигиена, на стандард на живот и би издвоил дека малце имаме благодарна функција што баш ние сме тие одбрани тим да му пружа на граѓаните услуги и да може да му врати за животниот стандард да се подигне самата хигиена. Како што кажав, значи одделението износа смет е во постојано, во континуирано работење, се бараат нови решенија, се бараат начини како да се справиме со диви депонии, како да се изврши собирањето на смет навремено, да се депонира соодветно како што треба. Тука би ги спомнал исто и локалната самоуправа, пошто ние работиме по програма изгласана од Советот на општина Кавадарци. Нашата работна единица, генералниот план го има поделено на 13 реони, кои што се третираат со различен континуитет, односно централното градско подрачје ние го третираме секојдневно, дури се случува некои континери и по 2 или 3 пати дневно интервентно да ги празниме, се со цел да се намали самиот смет во градот, додека останатото градско подрачје го третираме од 3 до 5 пати неделно, а домаќинствата 2 пати во реони, понеделник и четврток или вторник и петок. Исто така сакам да кажам дека во реоните ни се офатени индустријската зона, односно правните субјекти, сите кои што користат комунални услуги, односно пошто рековме дека сме фамилија и тим како комуналец, сите што користат вода, канализација, ние пружаме и износ на смет. Или тоа би значило дека во моментот околу 99,5% од жителите на општина Кавадарци се офатени со нашата услуга. Ние успеваме да ги обслужиме 99,5% од граѓаните. Што тоа значи? До скоро време селата не беа опфатени, дел од селата беа опфатени со износ на сметот. Меѓутоа работиме напорно, како што кажав, успеавме да ги ставиме во функција сите приградски села и населби, општина Кавадарци секако како град. Меѓутоа има еден момент за поздравување, ние успеавме да најдеме начин и ресурси да ги офатиме и селата во Подкожовието, односно Чемерско, Бојанчиште, Горна Бошава, Долна Бошава, Михајлово и ред други, со цел да не се стварат тие диви депонии, со цел да се запази екологијата во градот. И мислам дека имаме една добра визија и работиме макотрпно за таа визија да успееме да ја заштитиме самата природа околу нас, да не се создаваат тие диви депонии. Ние максимално работевме и ги изчистивме. Чистевме депонии во Дреново, во село Сопот и во ред други. Откако чистивте, како е ситуацијата сега? Мислам дали се повторува? На некои места се повторува, да, меѓутоа мислам дека свеста на граѓаните почнува да работи. И мислам дека е за поздравување заедно со службите од мој општинар и ние како тим од Комуналец. Пробавме со рекламен материјал, пробавме со поставување на табли, на опоменување и мислам дека имаме добар резултат во таа насока. Одлично. Исто така, сакам да кажам дека за поздравување би искористил да го поздравиме градоначалникот Митко Јанчев, кој што е постојано посветен на нашето работење, не само на одделот износ смет, на цело комунално предпријатие и се залага за неговата кондиција. И од доаѓањето негово на мандат, мислам дека многу работи се подобрија кај нас. Еве тука би издвоил, со неговото доаѓање, ние како одделение износ смет воведовме интервентно исфрлање на сметот за време на викенди. Што тоа значи? Покрај овие 13 реони, ние воведовме нов реон, сабота и недела, кој што почнува од 9 часот и целта на овој реон е да се испразнат сите контейнери кои што се предвремено наполнати. Или, ако ние по распоред ги празниме во понеделник и четврток, ако тоа не може да излезе до понеделник, ние во сабота реагираме, во недела реагираме. Се со цел да се намали сметот во градот и да добиеме една добра слика дека хигиената е на едно високо ниво. И мислам, како што кажа и колегата, дека град Кавадарци е можеби едини град во општина каде што може да се повари со редовно исфрлање на сметот во 3 смени. Што тоа значи? Прва смена,
втора смена и трета смена. Втора смена се обслужува градското подречје и приградската област, додека прва и трета смена станат рајоните што се по распоред. И исто така сакам да нагласам дека за ова сето да функционира и за ова сето да биде во една добра кондиција, незаменлив дел е нашата механизација, Така е. без која што се не може. Мислам дека моментално сме во една доста добра кондиција со возниот парк, не дека не, нормално е и во секоја фирма и ние имаме дефекти и ние имаме проблеми, меѓутоа со стручниот тим успеаме навремено да ги отстраниме, а со тоа и да ја дадеме услугата навремено, да го изфрлиме сметот, да немаме проблеми. Но и со тенденција да се И со прошири тој тенденција возен да се парк. прошири, моментално располагаме со 8 автоџубрарки со различни капацитети од 6 до 16 метри кубни во зависност од потребата на реонот и од ширината на улиците и зависи од тоа каде го изфрламе сметот. Овие 8 камиони служат за изфрлање сметот за канти од 120 литри и за континери од 1,1 метар кубен. Исто така, во склопот на нашата механизација имаме и 3 самоподигачи. Да му објасниме на граѓаните што значи тоа самоподигачи, тоа е камиони што носат поголеми континери, односно од 5 и од 7 метри кубни. Во нашиот склоп функционираат и два трактори, исто да го собираат отпадот околу контейнерите и кабастиот отпад, што граѓаните го оставаат, бидејќи јасно е дека не секој еден може да го однесе до депонета, макар што тоа е бесплатно, кој што сака поголема количина на отпад може да го депонира слободно на депонија Мелци. Тоа е бесплатно. И има еден нов момент, колегата го спомна бројот 13300, ние функционираме со тој број со кол центар. Исто така може да го пријават џубрето на 410 917. Тоа е бројот на хигиена во комуналното предпријатие Кавадарци, каде што ние се доближиме до граѓаните и овозможуваме подигање на сметот по пријава од домашна адреса. Да. Сега, да не бидеме погрешно сватени, ние подигаме смет, но не секаков. Подигаме кабаст отпад, подигаме било што друго, освен градежен шут и земја. И еве сега би дал еден апел, граѓаните, градежниот шут можат слободно да го депонираат или во големите контейнери од 5 и 7 метри кубни, ако е помала количина, или ако е поголема количина, да го депонираат на депонета Мелци. Никако и не е пожелно во контейнерите од 1 метар кубен да го стават тоа, затоа што доаѓа до повредување и оштетување на нашата опрема. Нашата опрема, ние без опрема сме како без раци. Ако немаме возен парк, ние нема да се справиме со самиот смет. Би сакал да извоам еден момент дека одиме во чекор со светските трендови, беа поставени подземни контейнери. Тоа сакав да ве прашам околу подземните Да, контейнери, беа до каде поставени. е работата? Така, првично беа поставени на 6 локации во градот. Најчесто тоа беше централното градско подрачје, тоа строг центар. По улица Линденска ги имаме на 6 локации. Ги имаме со 2 или со 3 отвори, во зависност од како ние сме процениле колку е бројот на граѓани што гравитираат на тој дел. Имаат хидравличен систем. Самите контейнери влегуваат под земја. Со тоа џубрето ние не го гледаме, контейнерите не ги гледаме, непријатната миризба не ја осеќаме. Така. Редовно се одржуваат, се пребришуваат, се перат, се со цел да се избегне таа миризба, пошто сега како и да е, храната знаеме дека со Поготово самото летно стоење, време. летно време од големите температури, добива една непријатна миризба. Меѓутоа, мислам дека успеавме да го сето тоа решиме на тој начин. Прво, како бенефит ни доби градот еден поубав естетски поглед. Нема контейнери, нема смет. А од друга работа е тоа што, например, ние како јавно предпријатие си олеснавме заради тоа што, знаете како е, поминете со кола низ град, кога ќе видите 2 вречи ставил, некој пат се ставил, избегнавме тие кеси со џубре, сега тоа не е ни наша грешка, ама кучињата скитници ги разликуваат, џубрето од една локација оди до друга и настанува еден Да, хаос. меѓутоа има и несовесни граѓани кои покрај контейнерот што е празен го Така, оставаат го оставаат до контейнер. до контейнерот. За таа цел ние постојано имаме дежурна екипа која што врти околу контейнери по градот, трактори кои што го собираат тој смет. И некако успеаме да се справиме со сето тоа. Имате и контейнери за рециклирање на Така, фактички на точно е. отпадот, каде што може да се селектира за да Точно. се искористи дел од отпадот можеби за позитивни намени доколку се преработува. Така.
Во поскоро време имавме проект каде што беше опфатен само електронскиот отпад. Поставени се на локации низ градот, да кажам како контейнери, сандачиња за електронскиот отпад. Секаде во светот пракса е тој што ви продава електрична опрема да ви ја земе старата. Кај нас уште тоа не е дојдено, меѓутоа има позитива затоа што гледам дека се стремиме и тоа да го уведиме. А од малку поскоро време Општина Кавадарци, заедно со јавното предпријатие Комуналец и приватниот сектор, почна со собирање и рециклажа на картонската амбалажа или отпадот од пакување. Моментално се офатени само правните субјекти. Ние имаме поставено низ градот на локации контейнери за хартија, меѓутоа уште народот има слаб слух за таа работа, не се почитуваат. Ние и тие ги празниме и успеаваме пак да го изрециклираме. И тоа е за големо поздравување заради тоа што тој отпад од пакување до сега не бил никако третиран. Што значи дека истиот отпад доаѓал на депонија Мелци. Со тоа што картонот како картон знаеме како е самиот смет испушта гасови кои што од големата жестина знаете да ја запалат депонијата Мелци, а кога ги имаме картони тоа е уште полошо. На еден начин успеавме и да одбегнеме и за нас подобро, да немаме пожари, да се справиме како што треба. Исто поздрав и до колегите од Водовод. Заедно двете оделенија успеавме да донесеме и водоводна мрежа до депонија Мелци и електрична енергија. Со цел да кој има нешто да се реагира. Несакани појави у смисла на пожари. Не дека не, до сега да не е за подрек. Ретко кога депонија има, до самата депонија се веќе има хидрант за вода. Ретко кога депонија. Тоа е точно и тоа е за поздрав. Ретко кога депонија. Нека до сега ние се држиме депонијата под контрола, тоа е факт. Немаме пожари, не се десило во скоро време. Меѓутоа и кога се јавува нешто такво, ние интервенираме брзо заедно со другите оделенија и успеаме да се справиме со тоа. Така. Дали се планира понатаму да се прошири тој тренд да се поставуваат подземните контейнери и ме интересира што од таа рециклажа, што се произведува, еве да ги информираме граѓаните. Така. Главно од рециклажата на картонот, овој картон оди за извоз. Ние моментално не произведуваме ништо од него. Меѓутоа, фирмите кои што го прибираат, го даваат за извоз. Порано имаше некоја рециклажа за фирмите што произведуваат хартија, повторно ја го потребуваа, меѓутоа сега е за извоз. Има тренд, има слух и од градоначалникот, и од советниците, и од стручниот тим на Комуналец да се продолжи со таа рециклажа. Има тренд за да се рециклира пластика. Имаме и фирми во град Кавадарци што рециклираат пластика, обично произведуваат гранулат. Од тоа повторно излегуваат амбалажа, повторно излегуваат добра кои што ќе му служат пак на народот. И мислам дека ќе настојуваме ние како комунално предпријатие заедно со општината да тоа се подигне и дури и се напреде. Како членови на Вардарски плански регион, ние активно учествуваме таму. И активно се планираат некои поголеми работи, меѓутоа уште е во преговорна фаза. Чекаме одобрување. Здравје Боже, можеби ќе добиеме и регионална депонија, али здрави живи да не кажуваме пред време. Мислам дека тоа ќе биде благодат за нас и мислам дека граѓаните ќе добиете на подобра услуга од наша страна, затоа што на крајот од денот средствата што ги плаќаат се нивни. И ние сме должни да му вратиме за тие средства што они ги одвоиле од нивниот буџет. Така е, забележувам јас секојдневно сме на терен како дел од медиум, дека активно се работи на двете полиња, постојано имате и луѓе од вашиот сектор кои на терен и улиците ги метат и собираат смет па го носат во поголемите контейнери за секоја пофалба и се многу културни во тој поглед со доколку им се обратите нели за било што да ве услужат, да ве упатат добар ден, добро утро, што е гест на секој еден кој нели се разминува на улица, што ретко се денеска да го слушне човек и да го види како гледка. Ми се случило на неколку пати да сретнам ваш вработен од делот на комунална хигиена, па ете, да бидам и поздравена и да си направам муабет и за секоја пофалба.
Не кажавме за подземните контейнери, уште тоа да ми одговорите, дали ќе се продолжи трендот да го имаме низ целиот град Кавадарци, да немаме еве контейнери од видлив карактер, да речеме. Така, значи подземните контейнери беа пробно поставени, овие на 6 локации, и беше поентата да видиме колку ќе бидат функционални и дали тоа е добро за град Кавадарци или не. Меѓутоа се испостави дека се добра работа, функционираат безпрекорно, ние си ги одржаваме и сервисираме и имаме тенденција да поставиме уште. Да бидеме скромни, значи тоа е малку скапа инвестиција. Дека можеме да го наредиме цел град Кавадарци, може, ама ќе треба малку повеќе време, меѓутоа има тенденција да се продолжи со поставување на подземни контейнери. Како од 1 кубик, имаме и тенденција и за од големите контейнери од 5 и од 7 метри кубни, исто и за нив има алтернативна опција да влезат подземни. Така. Тоа да се има тенденција да речеме во запад во другите држави каде што секое домаќинство има пред дворот, значи посебни канти, да речеме, садови каде што самото домаќинство врши селекција на отпадот. Так. Дали можеби планирате нешто такво да се воведе за да си олесните работата? Ако земеме во предвид дека ние ги имаме тие игла, ние ги викаме игла, за селекција на хартија, пластика, лимена амбалажа и стакло, мислам дека малку културата на народот треба да се подигне на едно повисоко ниво. Или што тоа значи? Навика ништо. Може би ние ги немаме како Европа пред секој двор тие канти, меѓутоа ги имаме тие поголеми садови, каде што мислам дека се малку искористени. Или што значи тоа? Граѓаните не го селектираат дома отпадот, туку збираме се збирно, оде во обичен контейнер, и тоа не е добро. И за нас не е добро затоа што материјалот стигнува на депонијата, од друга страна, зошто па да не ја заштитиме ние средината, да го изрециклираме тоа сето. Мислам дека малку треба да се подигне културата и свеста на народот. Има напредок, не дека не, меѓутоа ни фале уште малку. И мислам дека ќе го постигнеме. Можеби ќе смислите некој поттикнувачки проект кој ќе ги мотивира граѓаните да го прават тоа во секој случај, бидејќи има начини како, меѓутоа прашање на време и нормално дека народот веќе треба да си ги менува навиките за да за се треба време и секој еден треба да се стреме за подобро. Не викаме денес сме ние, утре ќе останат нашите позади нас, деца и било што, да го наследат тоа што треба да наследат како што треба да биде. Не е само ние да поминеме на овој свет, па за после нас што ќе биде нека биде, не е точно, треба да си ја пазиме екологијата, треба да си ја задржиме животната средина за едно подобро утре за идните генерации. Во секој случај заличува градот Кавадарци на европски град. Значи, Така е. убавината каде и во неговиот дел е убавината. Исто и во нашиот сектор. Значи, ние не обезбедуваме вода само од централното градско подрачје, него имаме цела периферија. И они не го чистат само центарот да има џубер да не е изнесено, него и сите места, и дури како кажа колегата и во не знам и во Конопиште одиме, и во викенд населби. излетничките места. Приоритетот е кај сите кои што ги користат нашите услуги. Порно било, дај само центарот, дај само чаршијата да биде, дај сето тука да биде. Да замачкаме очи тука. Да замачкаме очите и така, а фактурите си идат за сите. Сега, значи, и таа култура, таа навика, значи, со водоснабдувањето, ни дури имаме и регионален центар за кучиња, тоа не го кажеме, што е ретко кој град го има тоа, ни да име вода, тамо, значи, и во тој дел се работи. Значи, тоа е усовршување на сите, да стварно да заличуваш на европски град, со сите зелени површини. Зелени површини имаме ни со катастер 150 хектари. Затоа и ве прашав јас како ќе биде со наводнувањето со зелената површина. Види, ние на градскиот парк имаме бунари, го полеваме со бунари, значи работиме на тој дел. За 12 деца веќе имаме предвидено стратегија кој што ќе се полеват тие таквите зелени површини со бунари. Значи Тоа ми беше поентата, затоа и ве прашав преска, за да им дадеме до знаење на граѓаните да не се плашат дека не се користи таа вода од лукар, него веќе дека имате други ресурси. Да. Па градскиот парк што е еден од поубавите во Македонија исто, значи ние со пумпа фрламе горе цистерна на Костурница, сите може да видат и од таму цел градски парк го полеваме со бунарска вода. Значи, бунарска вода користиме за перење на улиците. Бунарска вода, пак ќе кажам, потрошувачи граѓаните белешки му
со ние прскалите му одат бележката, многу голема е, многу ви комуналец ми фактурира. Сега, таман си е таа работа. Значи, одиме да заличе по наши кавадарчани што викат, по сите нишани да бидиме како што треба да бидиме. Се оди на квалитет за пристапна цена. Значи, и џубре, и водоснабдување, и износ на Значи, ние смет, како предпријатие зелени даваме пакет на површини. услуги. Каде има вода, има износ на смет, има канализација, комплет. Али за цел град За и цел урбанизација, град, за цел град. Нема контейнер да не е изнесен. Сега Брушановско мало не, ама на чаршијата тоа да биде како што треба. Не, сегден да се види. Секој граѓанин заслужува подобар и поквалитетен живот, без разлика дали живее во градското подружје или во рурална средина. Да. Така, за поздравување со колегите однесува водоснабдување на Брушани и Брушански залив. Ние исто направивме напор, успеавме да поставиме контейнери, да го изнесеме сметот од таму. И затоа кога реков 99,5% и стварно е така. Немаме викенд населба, немаме село кај што ние не го третираме сметот. И исто така обслужуваме и ЈДО, правни субјекти, фирми и околу 300 деловни објекти, продавници, низ цел град. Мислам дека немаме нешто што не е опфатено и немаме нешто што може да рече некој ни дојде сметка, а не ни го зема сметот или немаме вода или такви работи. Така и треба да остане и во иднина. Булеварите, фонтаните, зелените површини околу зградите, не беа они само засадени, него ги одржаваме у континуитет. Значи, одржавање што значи? Значи, треба да бидат наводнувани, искосени, искосеното собрано, однесено. Како што треба. Исто така се работи на холтикултурно уредување на градот. Значи, на овие каде се булевари, кружни токови, и со кружните токови, исто така у делот на урбанизацијата се среди. Така да, мислам дека пак ќе кажам, наш Кавадарци стана убаво градче за живење. Да, и на граѓаните им останува само да го почитуваат тоа што вие го работите, да ја чуваат околината околу себе, затоа што едноставно вие се работите за нив. Нивно е само да не фрлаат смет кај што не треба, ете се грижите да не им се исуши паркот, околу зградата, зелената површина и се останато и да уживаат. Наши се тие површини, нивни се тие површини, Точно така. не Од нивни пари пак се така работи да, се. ако е убаво и за неј, че е убаво и за нас е убаво. Така и ние сме среќни ако они се среќни од најши услуги и нас не е убаво, па кад ќе гледаш дека е како што треба направено, за око убаво. Така И е. мислам дека граѓаните слободно не мора да бидат скромни, кои ќе се пофалат пред некој друг, да кажат дека имате едно комунално предпријатие во доста завидна кондиција и дека градот Кавадарци ќе продолжи со таа тенденција и дека градот Кавадарци ќе биде можеби и најчист град во Македонија. За мерак. Дај Боже да биде. Јас сум сигурна дека тоа ќе биде така, гледајќи го сето ова што го работите последниве години, заедно со локалната самоуправа и со градоначалникот, комплет. многу е битно да имате нивната поддршка. И директорите наши И градски да не го раководството, забораваме, значи точно. си ја знае својата работа, ако не ја знае нема да имаме оку видливи резултати. Ако и они немат слух за таа работа, џабе ни кажуи ми, само ќе каже камионот ми е расипан и онако не му Вие даде сте практички приоритет. оперативците, меѓутоа Или мене ми треба, не знам, пумпа, и Така ако е. нема да те слушне дека тоа е приоритет, тогаш нема така, река, не функционира тоа. Значи сите сме поврзани како ланец една фамилија и точно сите заедно така. функционираме. Раководството треба да мисли на Нема проекти, суета. да си бара од локалната Точно. самоуправа поддршка, а вие како оперативци да ја завршите работата. Така е. Тогаш ќе имаме комплетно завршен проект и ќе бидат сите среќни и задоволни. Пример, ја мислам се гордеам дека сте ни пример. Дај Боже и за оне од помлада генерација така да си продолжат да биде за мерак сета работа. Па како викаат, од постарите треба да учиме за Треба да учиме, искуството, точно. а И младите учат. се тие кои повеќе прошетале, виделе нешто поразлично што треба да го имплементираат во Не го работата. спомнаме ние имаме, например, дека работна единица катастар. Ретко кој е комунално предпријатие на ниво на Македонија, имаме ние наш катастар. Ние купиме веќе инструмент GPS, да сами си ги снимаме линиите, сами веќе не даме пари за проекти, сами си ги надложни профили, изведбата, значи да дојде у ситуација утре било која институција, Евана, Телеком, Инел, значи да си даваш точни податоци за сепак и тоа е еден голем податок. Значи, гледаш кукава лепеза на оврски ние имаме како предпријатие. И сепак ние сме 6-7 работни единици, мислам дека ние не сме поделени, а функционираме. Канеко фамилија 7-8 деца, а сите се уред. Така и овдека е. Значи, тоа е Ако многу се мало. работи тимски, ако нема Сложно. моја твоја работа, Ете така. дека работава треба да се заврши, тогаш
ќе биде завршена. Ако биде не е тоа моја работа, другиот вика не е моја работа, ништо нема од тоа. Затоа тимот треба да биде обединет и компактен за да може да ја заврши. Сложни браќа куќе градот, стара Точно лакардијата. Ви благодарам што бевте дел од утро, што ни ја разубавивте емисијата и еве што поблиску граѓаните ги запознавме со тоа што се случува во овие два сектори во јавното предпријатие Комуналец. Ете, не ни се јави никој, меѓутоа отпосле можеби ќе имаме некои прашања, па ќе ги доставиме до вас. Или се уред или не е уред. Значи, што не се јави никој, изгледа немаме поплаки, тоа е во ред. Ако имаше прифаќаме и можеби критики, прифаќаме, значи и можеби ќе се јавеше некој изремонтиран граѓанин, ете да се пожали на нешто и да кажа. И стално ќе ги има некој. Кога работиш со народ, Точно секој така. ден Може да се сгреши. Право, може да се сгреши, ние си ги прифаќаме нашите грешки, Но е пробуваме да тука се се справиме. да се коригираме, да биде Така секој е. што треба. Така е. Ви благодарам уште еднаш што бевте Благодарам дел од на утро. вас, благодарам до граѓаните.